Граѓаните седат во своите домови, а тоа на некои од нас, меѓу кои и мене, тешко ни паѓа. Особено поради тоа што бракот е единствената признаена микроинституција, а и затоа што имаме Facebook. Темата е како да одржуваме лична ментална хигиена во овие кризни времиња. Онлайн предавања, онлайн пилатес, онлайн диџеј и онлайн лайф коучинг. А што е лайф коучинг? Некои ќе речат дека тоа е всушност тренер живота. Останува да дознаеме од следното вклучување. Лайф коучеру, дали се слушаме? Се слушаме здраво, љубен овде. Одлично, чест ми е што ме уклучивте во вашиот лайф. Така, ми се допаѓа вашиот ентузијазам, но не и вашиот хумор. Кажете ми, како се станува лайф коуч? Одлично прашање и многу логично со живење, позитивно живење. Значи, во секој од нас се крие по еден лайф коуч. Кажете ми, што можат од дома да прават граѓаните во оваа криза? Значи, најбитно за граѓаните е да останете позитивни. Значи, денес ако не е кај тебе далечинското, утре е во другиот. Значи, може да ги поздравам и мајките што се караат со децата што им оставаат трошки и нивните сопрузи што оставаат трошки. Значи, немојте да се распраде само позитивно, со нив може да направите похвален кашкал. Најбитно е да се гледа, значи, на позитивната страна. Како што разбрав, вие држите часови за седење дома. Да, точно е тоа, значи тоа се онлайн курсеви за седење дома. Јас како експерт, нели, љубен овде, значи пите кафенци и слушајте мене. А што работевте пред изолацијата? Видете, значи тоа се некои минати животи, јас бев во политиката и сега сум, значи, 8 месеци во домашен притвор, но се уште им служам на граѓаните, ели, само позитивно и во оние тешки времења реши своето знаење за домашен притвор и да го споделам со нив. Креативно. Ви благодариме. Ве молам, исклучете го.